Добар ден, почитувани, стартува најновата телма амбуланта. Оралното здравје во третото доба често се занемарува, се додека не се појават сериозни проблеми. Дали губењето на забите е неизбежно или може да се спречи и кога е вистинскиот момент за мост или пак вештачка вилица? Колку овие решенија на вистина го подобруваат секојдневието, пред се исхраната или пак само довербата? Ќе отвориме реални дилеми. Зошто повозрастните пациенти доаѓаат предоцна на стоматолошки преглед и интервенции? Од што се плашат? И како полесно да се адаптираат на протезите? За сето ова денеска разговараме со доктор Емилија Бајрактарова Ваљакова, специјалист по стоматолошка протетика, редовен професор на стоматолошкиот факултет при УКИМ. Останете на телма, во текот на емисијата вклучете се и со прашање во програма. За здравјето на забите кај повозрасната популација, кога е време за преглед и интервенција, ќе прашаме професор доктор Емилија Бајрактарова Ваљакова, специјалист по стоматолошка протетика, редовен професор на стоматолошкиот факултет при УКИМ. Професорке, добре ни дојдовте во телма амбуланта. Добре најдов и ве благодарам за поканата денес да бидам гостинка во вашата емисија. Црвениот крст на град Скопје и Универзитетот Свети Кирил и Методи, стоматолошки факултет Скопје, прават една соработка. Поточно факултетот обезбеди бесплатна стоматолошка грижа и заштита за пензионери и индивидуи од социјално рандливи категории. Па како планирате да се реализира овој проект? Токму така, меморандумот за соработка помеѓу стоматолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и Сојузот на Сдруженијата на пензионери од Македонија, како и Црвениот крст на град Скопје, склучија меморандум за соработка со цел подобрување на оралното здравје на пациентите односно на категоријата од трета доба, меѓутоа и на пациенти кои што требало да бидат наши пациенти од социјално загрозени категории. Како ќе може да се пријават да бидат дел од овој проект и да поидат на бесплатни стоматолошки прегледи? Овој меморандум се склучи, особено со Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, се склучи пред 3 години. Така што веќе 3 години едноставно е воспоставена таа соработка и пензионери како и лица од социјално загрозени категории веќе доаѓаат на нашата клиника. Најпрво треба да се јават на телефонски број во периодот од 8 до 14 часот. Може да го кажете, број 071-223-320. Значи, оние кои што се заинтересирани да поидат на бесплатен преглед, треба да се јават на телефонскиот број? Најпрво треба да се јават на телефонскиот број, тие што ќе се јават, наши колеги, ќе им дадат термин, се разбира дека треба во тој термин да се појават на нашата клиника и на нашиот факултет, да се направи најпрво еден триажен преглед, да се види што најпрво треба да се сработи кај тој пациент. Вообичаено, кога доаѓаат такви лица кај нас, сите сакаат да се направи некој протетски зафат. Бидејќи вообичаено има недостаток на некои заби кои што треба да се надохнатат. Но не е така едноставно да се направи некоја протетичка реставрација. Најпрво треба да се заврши сето она што се случува во устата на пациентот, а не како што треба. Например, прво треба да се прегледат забите, оние кои што се преостанати во уста, доколку постои кариес, се разбира треба да се исчисти тој кариес, да се пломбираат забите, да се направи убав преглед на меките ткива, соодветно на тоа, на непцата, соодветно на тоа да се направат и третмани доколку има потреба. Доколку има потреба од некои урално-хируршки зафати, например зап кој што треба да се екстрахира, кој што треба да се извади, треба тоа да се направи или некои заостанати корени, па дури потоа, откако сето ова ќе се заврши, следи протетскиот третман. Затоа и ги охрабрувам нашите идни пациенти уште сега да се јават. Факт е дека веќе сме, да кажем, при крај некаде на семестарот, значи до крај на мај може да се извршат тие прегледи, меѓутоа и да се започне со терапија, едноставно да ги подготвиме тие пациенти за од октомври, кога продолжуваме веќе повторно со практичната настава на стоматолошкиот факултет, да може да се започне и со протетските третмани. Значи чекор по чекор е потребно, не може ништо одеднаш и преку ноќ. Токму така, токму така. Колку честа беззабоста, делумна или пак целосна, кај пациентите од оваа возрастна категорија, од оваа возрастна група? Па, за жал во Македонија, мислам дека процентот не е баш низок.
Факт е дека ако споредиме со резултати од пред 20 или од пред 30 години, состојбата на оралното здравје е многу подобра, меѓутоа сепак оваа категорија на граѓани има одреден број на недостаток на заби кои што треба да се надокнадат. Меѓутоа не е возраста главен фактор за недостаток на заби. Кај нас доаѓаат и пациенти кои што се на релативно млада возраст, а сепак има потреба од протетички третман. Од друга страна имаме и пациенти кои што се навистина возрастни, еве да кажеме пензионери, а кои што ги имаат сите заби, кои што одржуваат одлична орална хигиена и реално нема потреба од никаква интервенција. Тоа значи дека со возраста забите не морат да Па не мора, не мора. Да се загубат. Факт е точно. Факт е дека постојат дегенеративни промени кои што настануваат во целиот организам, не само во оралната празнина, не само забите, меѓутоа со добро одржување на орална хигиена, со чести посети на стоматолог, интервенции минимално инвазивни, забите и здравјето на забите навистина може да се случува и во одреден период и навистина да нема потреба од изработка на протетички помагала. А доколку се јави парадонтоза, што е еден чест проблем? Па да, парадонтозата има и некој генетски фактор, така да често пати се случува и пациенти да кажат моите родители рано ги загубија забите, па еве затоа и јас рано сум ги загубил. Меѓутоа, морам сепак да кажам дека честите одења кај стоматолог, кај пародонтолози, кај колеги кои што се од таа област специјализирани, дека ќе го забави процесот на прогредирање на таа болест. Доколку веќе е во напредната фаза, ќе се направат терапевски процедури со цел задржување барем на тие заби кои што колку толку може да бидат носители, да кажем, на протетичко помагало, меѓутоа колку таа реставрација ќе остане во устата на пациентот, сепак не можеме да кажеме, со чести и редовни контроли и терапии, сепак може временскиот период да се продолжи. Дали врз здравјето на забите влијаат хроничните болести, како што е дијабетесот, покачениот крвен притисок, но и што е со лековите што се пијат за хронични болести? Повторно лекови за покачен крвен притисок, за регулирање на шеќерот во крвта, но и за остеопорозата. Дали тие влијаат и врз забите, но и виличната коска? Да. За жал, пациентите од третото доба, голем дел од нив се со дијабет, се со некои дегенеративни и хронични заболувања кои што имаат влијание не само врз општото здравје, врз здравјето на целиот организам, меѓутоа и на здравјето на ткивата во оралната празнина. Дијабетот е една комплексна болест која што знаеме се карактеризира со зголемо ниво на шеќери, така да се изразиме, на гликоза во крвта, меѓутоа има влијание и врз состојбата здравјето на оралната празнина. Најафектирани се капиларите, најситните крвни садови, кои што во суштина и овозможуваат трофика, односно исхрана на ткивата. Токму затоа кај дијабетичарите лесно настануваат рани, сега еве ова ќе го поврзам и со стоматологијата, кога изработуваме протези кај такви пациенти, се случува лесно да настанат ранички, кои што многу тешко заздравуваат. Дијабетот се карактеризира со една состојба која што се нарекува ксеростомија или сува уста, значи намалено лачење на плувачка, не дека намаленото лачење на плувачка е ексклузивно врзано за дијабетот, но и други состојби предизвикуваат ваква состојба. Значи сето ова придонесува реставрациите кои што ќе ги изработиме, пред се протезите да не се носат баш со комфор кај вакви пациенти. А што е со оние пациенти кои што имаат остеопороза и треба да примаат бисфосфонати, значи терапија, која што ги зголемува густината на коските, но има ли вистина дека тие лекови можат лошо да влијаат на виличната коска? Остеопорозата повторно некако се врзува со возраста на луѓето. Да, се примат одредени терапии кои што може да настанат проблем со виличните, не само со виличните коски, со сите коски, меѓутоа во нашиот случај со виличните коски се случува понекогаш да настане некроза на коските, потоа секвестрација, односно делување на парчиња на коски кои што може да се појават и да бидат видливи во оралната празнина, и затоа кај такви пациенти многу внимателно ги изработуваме протезите, едноставно контролите ги закажуваме многу почесто,
евентуално да направиме интервенција доколку има таква потреба. За време на интервенцијата треба да се прекине терапијата? Во однос на терапијата и во однос на тоа како ќе тече целиот тек на терапевтските процедури, најпрво добиваме одобрение од специјалистите кои што ги водат тие пациенти. Од ендокринолозите? Од ендокринолозите кои што ја препишале таа терапија. За жал, овие лекови се даваат и кај пациенти со малигни заболувања, и кај нив многу често се случува да немаме дозвола да се екстрахира некој зоб кој што навистина треба да се екстрахира. Така да пристапот кај вакви пациенти е мултидисциплинарен, значи мора сите специјалности кои што се инволвирани во проблематиката кој тој пациент да бидат опфатени и едноставно да го дадат својот совет и мислење како да се тера таа процедура. Значи, кога пациент ќе дојде на преглед кај вас, потребно да каже какви лекови прима и кои се неговите хронични заболувања? Апсолутно. Пациентот кога седнува кај нас на стоматолошка столица, вообичаено започнуваме со земање на анамнестички податоци, од име, презиме, возраст и така натаму. И едно од важните фактори е кои се минати заболувања, кои се сегашни заболувања и кои лекови ги прима пациентот. Вие спомнавте дека лековите може да имаат влијание врз лачењето на плувачката. Токму така, во нус ефекти, ако се прочита упатството на производителот на лекот, еден од нус ефектите е токму сува уста, односно намалено лачење на плувачка. Факт е дека намалено лачење на плувачка и некако нормално станува со зголемување на возраста на луѓето, затоа што настануваат дегенеративни процеси на плувачните жлезди, на саливарните жлезди, каде што тој секреторен дел од ткивото се заменува со масно и со фиброзно ткиво и тогаш реално е намалено лачење на плувачката. Меѓутоа и овие лекови тоа како влијат врз појава на таа состојба на сува уста, која што е многу непријатна за пациентите. А сувоста на устата може да придонесе кон влошување на одредени состојби како што е парадонтозата или пак до расипување на забите и развој на некои други бактерии кои што не се плувачката пожелни да бидат присутни во устата. Јасно. Плувачката е многу битна за оралното здравје во организмот. Од една страна, имаме два типа на плувачка, серозна и мукозна. Едната е поводенаста, да кажем, другата е погуста и имаат различен ефект. Секако тука се наоѓаат ензимите со кои што се започнува варењето на храната, така да варењето на храната не е во цревот или во желудникот, туку почнува уште во устната празнина. И затоа плувачката не е многу битна. Со намалување на и квантитативно и квалитативно на плувачката имаме голем проблем. Од една страна плувачката возможува физиолошко чистење на забите, на оние заби кои што се преостанати во устата, меѓутоа исто така и на меките ткива. Во плувачката има имуноглобулини кои учествуваат во локалната одбрана на организмот, затоа што прва влезна врата на дигестивниот тракт е во суштина оралната празнина. Што значи дека намалувањето на количината, меѓутоа и именувањето на квалитетот и тоа како влијае врз оралното здравје. Од друга страна, еве рековме кај овие пациенти од третото доба многу често ги изработуваме протезите, дали е парцијална, дали е тотална протеза, ксеростомијата, односно намаленото лачење на плувачка и тоа како има влијание врз задржување на таа протеза во устата на пациентот. Што значи дека кај такви пациенти очекуваме да се намали, ние кажуваме ретенција и стабилизација на протезата, значи тоа едноставно плувачката ни е медиум помеѓу протезата и помеѓу меките ткива, непцето на кој што лежи протезата. Значи многу големо значење има. Многу големо и очигледно проблем создава сувоста на устата. А кога размислувате дали не одреден пациент му е потребен мост или пак вештачка вилица, односно протеза? Така, постојат повеќе фактори кои што влијаат врз нашата одлука дали кај одреден пациент треба да изработиме мостовна конструкција или коронка, значи помалку инвазивно во однос на мостовна конструкција, или пак треба да изработиме протези. Основен основен фактор е бројот на преостанатите заби. Вообичаено ние кажуваме дека треба пациентот во една вилица да има минимум 4 заби да можеме да направиме мостовна конструкција. Меѓутоа не е само бројката битна, важен е и распоредот на забите. Често кажуваме крајна индикација, поготово кога разговараме со студентите, крајна индикација за изработка на една мостовна конструкција е постоење на
по еден моларен зап од двете страни на вилицата и на канините. Значи во тој случај може да се изработи мостовна конструкција. Меѓутоа бројот и местоположбата повторно не се единствени фактори. Извинете, појаснете ни моларен и канини. Катник, се извинувам, да, катник и кучешки зап. Да, и кучешки, тројката всушност, така? 6336 или 7337. Така, да. добра. Значи тие заби доколку се во добра состојба, со добра биолошка вредност, со доволна количина на коска во која што се наоѓа коренот на забот, во тој случај можеме да изработиме мостовна конструкција. Доколку забите се луксираат, односно се клатат, се разнишани, во степен кога правиме проценка дека веќе тие нема да бидат добри како носачи, тогаш не би можеле да изработиме мостовна конструкција доколку претходно не се направи нешто друго. Се прави ли проценка и каква е коската на вилицата и дали со секој изгубен зап ние всушност губиме дел од коската? Токму така. Бебињата кога се раѓаат само со дел, ајде да кажем, од максилата, од горната вилица и од мандибулата, односно со ние викаме тоа тело на вилица. Со ерупција, со никнување на забите се создава алвеоларен продолжеток во кој што во суштина се наоѓаат корените на забите. Што значи дека улогата на алвеоларниот продолжеток е да ги држи забите, односно во нив да бидат сместени корените на забите. Доколку забите се екстрахираат, се извадат, тогаш едноставно доаѓа и до ресорбција на тој дел од виличната коска, односно на тоа алвеоларно продолжение. Но доколку изработиме релативно брзо протетичка реставрација, со аплицирање на притисок на местото каде што забот недостига, каде што забот е екстрахиран, тогаш го забавуваме процесот на ресорбција на коската. Колку брзо треба да се интервенира, односно загубениот зап да се надомести? Да. Ние велиме дека треба да поминат најмалку околу, не најмалку, туку оптимално 10 дена после вадење на зап, после екстракција на зап, за да можеме да изработиме мостовна конструкција. Што значи дека за 10 дена очекуваме алвеолата, значи чашката од каде што е изваден забот, да се затвори, да се организира ткивото и да можеме потоа да ја изработиме таа конструкција. Меѓутоа, повторно кажувам, ако не настанале компликации при вадењето на заби и доколку не било спроведен некој посериозен орално-хируршки третман. За изработка на протези, порано постоеше она да се чекаат 6 месеци од вадењето на забите, потоа да се изработат протези. Во современото живење знаеме дека никој не може едноставно да чека толку долго време да биде без заби. Значи, навистина, луѓето се социјални суштества кои што сакаат да контактираат со другите луѓе, што значи дека се почнува релативно брзо со изработка на протези. Зошто ги кажуваме тие 6 месеци? Ресорбцијата на коската и формирањето, повадењето на забите има некој хронолошки тек. Значи, тие 10 дена се затварање на алвеола, потоа до 1 месец е поголемата ресорбција, до 6 месеци продолжуваш ресорбцијата и по 6 месеци од вадењето на забите, коската некако се стабилизира. Но повторно ќе кажам, почнуваме релативно брзо, штом затварат раните, штом се епителизира ткивото, започнуваме со изработка и на протези, но тоа потоа ни предизвикува нешто друго што понатаму треба да го направиме кај тие пациенти. А што е со пациентите кои што долго време живееле без одреден број на заби? Во каква состојба е нивната вилична коска? Не можам да генерализирам дека кај нив виличната коска е ресорбирана. Значи, повторно зависи од многу фактори. Дали тие пациенти имаат хронични заболувања или немаат, дали имаат остеопороза, дали предходело на екстракцијата, дали предходела пародонтална болест, која што и претходно веќе во текот на таа пародонтална болест дошло до ресорбција на коската. Значи, не можеме тука да генерализираме. Има и пациенти кои што со години немаат направено протези и ќе дојдат кај нас, а гледате дека е очувана виличната коска. Сите фактори се тука кои што имаат влијание. Но треба да внимаваме кога е направена протезата и потоа да закажуваме редовни контроли. Затоа што доколку ги направиме протезите релативно брзо после вадењето на забите, очекуваме таа физиолошка ресорбција да настане, што значи дека после извесен период мораме таа протеза, ние стручно кажуваме, да ја ребазираме, односно да ја пополниме со материјал, за да имаме стабилност на протезата во устата на пациентот.
Има ли начин ресорбираната коска да се надокнади на некаков начин? Да. Претходно кога разговаравме за бројот на забите, спомнав 4 заба, тој број, нивен распоред и реков дека мора да ја утврдиме и количината на коска. Не секогаш овие заби мора да се екстрахираат. Денеска постои веќе подолго време парадонтална хирургија, со која што со одредени хируршки интервенции доаѓа до настанување или отстранување на некротичното ткиво, понатаму додавање на вештачки коски, народно кажано, со што се продолжува векот и на тие заби, што значи дека со одредени орално-хируршки интервенции може да се надокнади на некој начин дел од коската. Кога ќе биде пациент на преглед во третата доба, се случува ли да инсистира да бидат направени вилици и да бидат направени мостови, да не сака протеза, односно вештачки вилици? Да, за жал се случува и ние тука трпеливо им објаснуваме кои се фактори кои што влијат врз нашиот избор. Некогаш пациентите кажуваат, ама јас имам доволно пари и можам тоа да го платам. Не е секогаш по парите. Значи, доколку не постојат услови за да се изработи мостовна конструкција, едноставно тоа е тоа. Мора пациентот да прифати да се изработи мобилна протеза, значи подвижна протеза. Од друга страна, денеска веќе постои можности за ставање на импланти, што значи дека пациентите не се осудени да носат мобилни протези. Доколку постојат услови за поставување на импланти и за изработка на фиксна конструкција, значи на мостови врз тие импланти, тогаш апсолутно го предлагаме тоа решение, доколку пациентот нема некој дијабетот една од болестите, поготово доколку не е регулиран тој дијабет, кој што ни е контраиндикација за поставување на импланти. Значи се проценува состојбата на коската, на меките ткива и дури потоа предлагаме поставување на импланти. Што е со пациентите кои што имаат изразена парадонтоза, односно изразено воспаление на непцата? Дали кај нив може да се направат вакви интервенции, поставување на мост или пак на мобилна протеза? Она што го спомнавме на почеток и кога ќе дојдат пациентите кај нас дека сакаат протезска реставрација, а ние прво ги испраќаме на другите клиники, на други специјалности кај наши колеги за пломбирање на заби, за вадење на заби и особено за пародонтолошки третмани. Која е позадината за ова? Значи, доколку пациентот има парадонтоза, има воспалителен процес, може да се случи гингивата, односно непцето да биде едематозно, да биде отечено. Ние доколку во таква состојба направиме дентален мост, може да се случи посмирување на воспалението, едноставно ткивото да се смири, да се повлече отокот и тогаш да бидат експонирани рабовите на денталниот мост. Значи, стоматологот е тој кој што ги зема во предвид сите фактори и го нуди најдоброто решение на пациентите. Иако пациентите секогаш сакаат брзи решенија, сепак мислам дека треба да ги следат упатствата на своите стоматолози и да се прават тие чекори на терапија со цел средување, односно подобрување на оралната состојба, а дури потоа изработка на протетски помагала. Од какви материјали се изработуваат денеска протетските помагала? Изгледат ли поприродно во споредба со порано? Па би кажала дека многу одамна технологијата на изработка на материјали е на вистина на ниво, што значи дека и порано реставрациите што се изработуваа естетски задоволуваа. Од метал керамички реставрации, значи метална основа на која што потоа се пече, се додава керамика, до целосно керамички материјали кои што денеска наголемо се користат, циркониум диоксидните или цирконија, како што вообичаено викаат пациентите. Тоа е материјал кој што може би денеска најмногу се користи во стоматологијата за изработка на дефинитивни фиксно протетички реставрации, односно на мостови. За изработка на протези, на класични мобилни протези, парцијални, односно деломни или тотални протези, се користат акрилатни материјали. Тука нема некој голем напредок во материјалите, да кажем, во мобилната протетика, особено во оваа класична мобилна протетика. Значи, тоа се акрилатни материјали кои што служат за изработка, меѓутоа веќе има напредок во технологијата на изработка на тие
на тие протези. Тука не можеме да не ги спомнам така наречени скелетирани или метални протези, каде што основата е метал, меѓутоа оној дел каде што се поставени вештачките заби и кои што треба да го надокнатат дел од виличната коска која што е ресорбирана, во тој дел исто така има акрилат. Професор, ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани емисијата е контактна, ги очекуваме вашите прашања, па и искуства поврзани со сето ова за кое што денеска говориме. Со која брзина може да се направат мостовите, воопшто протетските помагала ке пациентите? Колку прегледи се потребни? Дали целиот тој процес болен? Така. Се зависи во каква состојба ќе дојде пациентот со оралното здравје. Значи, доколку се потребни предходно некои други интервенции, се разбира дека се пролонгира започнувањето на изработката на протетички реставрации. Меѓутоа, од моментот кога се започнува со изработка на протетички реставрации, тука имаме различен период на изработка во зависност од тоа дали се изработува дентален мост или се изработуваат протези. Генерално за изработка на дентален мост се потребни околу 7 дена. Кои се постапките? Најпрво е препарација на заби, односно состружување на дел од забите, на кои што потоа ќе се стави денталниот мост. Понатаму имаме проба на основа или на скелет, доколку се работат таков тип на реставрации, или проба на дефинитивната реставрација и потоа следи цементирањето. Денеска еве да кажам дека ме прашавте дали е болен тој процес. Да, препарацијата, состружувањето на заби кои што се витални, значи кои што се живи, еве вака да кажеме, е болен процес и во тој случај користиме анестезија. Меѓутоа, често се случува кај пациенти од третото доба, поради промени кои што настануваат не само на меките ткива, но и на тврдите ткива и на забите, таа осетливост да биде намалена. Што значи тоа? Тоа значи дека пулпата или еве нерво да кажеме е веќе повлечен, пулпата е контрахирана, дека дентинските каналчиња се со намален диаметар, со намален обем, што значи дека осетливоста на тие заби е намалена. Што значи дека кај тие пациенти можеме третманот да го извршиме и без користење на анестезија. Да. Изработката на мобилни протези не би рекла дека е болен процес, можеби ќе кажам дека е малку понезгодна за нашите пациенти, доколку се работи по класичен начин, а не со некои дигитални протоколи за работа. Кога се става во устата? Да, во устата се става лажица за земање на отпечаток и отпечаточна маса, меѓутоа тоа исто така може да се користи за земање на отпечаток кога се изработуваат дентални мостови. Тоа може да биде непријатно за пациентите. Понатаму имаме 5 фази, да кажеме, за изработка на едни класични, тотални и парцијални протези, што значи дека во тек на тие 5 фази имаме различни процедури кои што не се пријатни за пациентот. Не би рекла дека се болни, но не се пријатни. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден, упатувам за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Вака имам едно прашање, сега колку е поврзано со темата. Вака, јас имам алергиска астма и користам Фостер спреј. Значи, откако ќе го искоренели, откако ќе прснам од спрејот, ја плакнам устата, но од време на време знаат да ми потечат непцата. Значи, еднаш од лева страна долу, еднаш горе, значи не е од истата страна секогаш. Идам редовно на стоматолог, значи здрави ми се забите и редовно нели чистам забен каменец. Така. Вас ви дилемата зошто ви се случува отокот на непцата и дали тоа може да доведе до некаков проблем со забите, предпоставувам, и воопшто со општото здравје. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, што можете да советувате? Па најверојатно станува збор за некоја локална алергиска реакција која што предизвикува оток на непцата. Пациентката рече дека, односно вашата гледачка рече дека по земањето на спреј убаво ја плакне устата, но сепак може да постои некоја одредена реакција. Еве би препорачала да оди кај специјалист по пародонтологија да се консултира и да види дали може тие нус ефекти од земањето на спреј да се анулираат. Значи специјалист по пародонтологија. Уште еден гледач ке вклучиме. Орална медицина и пародонтологија. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден.
Во програма сте, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Јас сум на возраст од 71 година. Така? Иначе сум онколошки случај, а имам направени протези горе и доле. Долната протеза секогаш ја лепам со корега за да ми функционира, горната не. Ама во последно време, еве месец дена, мене устата ми е сува, јазикот ми е како, мислам, испукан, мислам, така чувство имам некое. И ја не знам што да направам. Иначе онколошки случај сум. Така. Пијам лекови, оперирана од карцином, пијам остеокат, магнезиум, пијам еднаш месечно тоа апче за коски, витамин Д, тоа анестрезоли. Причината не знам. Па ја замолувам докторката нешто да ме посоветува. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, што можете да советувате? Па веќе спомнавме за тој тип на Веројатно пациенти. гледачката малку подоцна се вклучила. Веќе спомнавме за тој тип пациенти. За жал, ксеростомијата е еден, односно сувост на устата е еден од пропратните симптоми при терапија што ја прима пациентката. Денеска на пазарот постојат средства со кои што се навлажнува устната празнина, меѓутоа реално не знам колку нашите пациенти ги користат тие средства. Вообичаено почесто консумирање на вода за да се навлажне устата. Точно е тоа што го каже пациентката, дека долната протеза веќе многу по-лошо лежи или се задржува на своето место. Веќе рековме дека плувачката е таа која што е медиум и која што во суштина овозможува адхезија, задржување на протезата на свое место. Од друга страна, ова што рековме, задржување на долна протеза на свое место не е проблем само кој ваков тип на пациенти, кој ксеростомија, туку вообичаено кај сите пациенти и зависи од количината на вилична коска која што е ресорбирана. За разлика од горната протеза која што има многу широка основа, целото тврдо непце е основа за протезата и едноставно со ставање на горната протеза на свое место се истиснува воздухот и на тој начин се создава вакуум и е многу подобра ретенцијата, односно задржувањето на протезата на свое место во уста. Од друга страна, долната протеза ја нема таа коскена основа за да може да се задржи, за да може да се направи вакуум. Ксеростомијата, односно намалено лачење на плувачки, тоа како е проблем, ние им препорачуваме на пациентите, особено за долната протеза, доколку не може да се навикнат и доколку не можат со јазикот да се обидат да ја стабилизираат протезата, да ги користат тие лепаци. Пациентката спомна корега, најчесто се на нашиот пазар е тоа средство се користи, така да за жал тоа е начинот. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Го очекуваме вашето прашање, повелете. Да, јас имам едно едноставно, конкретно прашање. Така? Овака ме интересира околу овие бесплатниве интервенции, дали визил протезата спаѓа во бесплатните интервенции протетички. Така? Затоа што ја веќе имам визил протеза, но ми е оштетена, искршена. И дали може да одам или тоа не спаѓа во бесплатните интервенции? Тоа сакам да прашам. Ви благодарам за вклучувањето во програма и за прашањето. Да. Одлично прашање. За жал, визил протезите, односно оние протези кои што се со метален скелет, не ги изработуваме во тек на практичната настава на студентите по стоматологија. Значи, може да се изработат само класични, парцијални и тотални, деломни и тотални или целосни протези, изработени значи од акрилат. За жал, визил протезите не ги изработуваме. Не спаѓаат во овој меморандум или договор за соработка. Да. Така, што е направен. Кога зборуваме за протезите, на кои потешкоти најчесто се жалат пациентите, откако ќе им биде поставена, да речеме, вештачка вилица? Дали е тоа говорот, дали е можеби џвакањето, чувство на туѓо тело? Така. Се жалат дека им се гади, им се повреќа, има ли уште нешто? Да. Ние кога ќе ги предадеме протезите, им кажуваме совети, им даваме совети на пациентите како да се однесуваат. Од аспект на одржување на орална хигиена, од аспект на
џвакање, од аспект на тоа која храна треба да ја користат, како треба да ја одржуваат оралната хигиена, не само на протезите, но и на останатите ткива во устата. Нели, ако има заби, на преостанатите заби, на јазикот, на непцето, на палатумот. Она што го рековте, првото чувство на пациентот, особено доколку не носел претходно протеза, е дека нешто огромно се става во устата. Тоа е многу предвидливо и пациентот ќе треба едноставно да помине еден период на адаптација. Пациенти кои што претходно носеле протези, доколку направиме нови протези, обичаено се адаптираат според некои статистики од 10 дена до 1 месец. Меѓутоа, пациенти каде што за прв пат се поставуваат, особено тотални протези, е малку подолг тој временски период, од 1 недела до отприлика 4-5 недели. Што значи дека треба еден период за адаптација, кога на пациентот му советуваме да биде трпелив, се разбира доколку има проблем и секогаш и закажуваме контроли после предавањето на протезите. Што имаат нагон за повраќање? Да, рековте имаат нагон за повраќање. Дел од пациентите кои имаат тој нагон, не сите. Кој е проблемот кај такви пациенти? Или се тие преосетливи, па и додека ги правиме процедурите, оние фази што ги спомнав на изработка на протези, пациентот цело време го има тој нагон за повраќање. Значи самото допирање на тврдото непце едноставно го предизвикува тој нагон. Се разбира дека што ми ја ставиме протезата во уста, тој нагон нема да исчезне, нели? Меѓутоа може и протезата сама да предизвика во смисла доколку не е коректно изработена, доколку е преекстендирана, што значи тоа? Тоа значи задниот рап на протезата, или ние го викаме фарингеален рап, да биде малку подолг, или тој рап да биде малку подебел. Во тој случај пациентот ќе има нагони за повраќање и ќе има гадење. Она што се препорачува е сепак пациентот да дојде кај својот стоматолог, стоматологот да утврди која е причината, дали едноставно преосетливост на пациентот или има потреба да се изврши корекција на протезата. Сепак би ги советувала пациентите да не форсираат да се крати протезата. Доколку стоматологот каже дека протезата е со добри димензии, дека работи таму каде што треба да биде, тогаш едноставно да оставиме време на организмот да се адаптира. Вообичаено кај такви случаи им препорачуваме на пациентите да користат тврди бомбони, меѓутоа тоа не значи да ги грицкаат бомбоните, и не меки кои што може да се залепат, едноставно протезите да ги отргнат од својата основа, од својата база. Значи, постојано бомбонче во уста? Па сега, видите, ако се работи за пациент кој што е диабетичар, секако нема таков тип на бомбони да препорачаме. Повеќе би препорачале трпеливост. На почеток и храната ќе биде малку поразлична, што значи дека ако пациентот претходно не користел протези, препорачуваме да се започне со течности, значи хранително збогатена течност, потоа, дури во следната фаза, да оди на мека и на тврда храна. Едноставно, јазикот и образите треба да се научат, нели, како да функционираат, едноставно храната да ја стават сега помеѓу забите. Значи сега треба да се научи сега треба процесот пациентот да се научи на процесот храна. на џвакање. Постои храна која што не ја препорачуваме, значи тоа е жилаво месо или стек, не препорачуваме пуканки или бадем и лешници, и нешто што е лепливо, например некои сладки или овие бомбони кои што се меки. За мастики има пациенти кои што ги користат и немаат никаков проблем. Значи повторно зависи од адаптилноста на пациентот, кој тип на мастика е, нели, од незиниот квалитет. Да. Има ли пациенти кои што ќе се обидат да ги стават протезите и едноставно ќе се откажат, ќе ги стават во чаша со вода и велат толку? Да. И покрај тоа што минале низ целиот процес. Да. За жал има и такви пациенти, иако малку се на број. Морам да признам дека малку се на број. Еве, од моје лично искуство, пред 10-15 години дојде пациент и рече, седна и рече, знаете, јас сакам да ми изработите протези, но ја веќе имам 5 пара на протези и јас мислам дека нема да ги носам ни овие протези. И психичкиот момент е многу битен. Протезите, значи самото име протеза кажува дека е помагало. Како што се учила, како што се
како што е бастум. Така. Значи, не можеме од протеза да очекуваме потполно надокнадување на сите функции и да функционира без никакви проблеми. Иако факт е дека постојат пациенти кои што откако ќе се навикнат и се разбира доколку немаат никакви проблеми и забораваат дека ги имаат протезите во уста и можат буквално се да јадат со нив. Значи, се зависи од адаптабилноста на пациентот, од начинот како е изработена протезата, сите тие фактори влијаат. Пациентот што ви рече нема да ги носи протезите, ги стави? Мислам дека се откажа, воопшто не ни почнавме со изработка. Аха. Да. По негово барање. Тој кажа, мене и шешир кој ќе ставам и смета, не па да носам вилици. Тој термин го искористи во уста и тогаш веќе знаете дека нема да има некој ефект. Меѓутоа, повторно ќе препорачам трпеливост од страна на пациентите, редовни контроли. Се разбира дека доколку пациентот има болка предизвикана од протезата, дека тоа не може да помине. Така, дали лошо изработена протеза може да создаде всушност дополнителни проблеми? Да. Сега тука ќе спомнам и друга категорија на пациенти кои што кога ќе дојдат на контрола и ќе видам раничка во уста, ќе кажам, па зашто не дојдовте до сега? Ама јас не сакам да ви пречам, не сакам да додевам. Нема додевање. Знаете, тој период на адаптација што го кажавме е, ајде да кажам, психичко прифаќање на протезата. Едноставно, протеза мора да има во уста и пациентот мора да ја користи за да ги воспостави сите оние функции кои што претходно биле загубени односно намалени со губењето на забите. Меѓутоа, по поминување на тој период, да се вратам назад за раничките, мора да се навикне на нивното физичко присуство. Меѓутоа, ако предизвикува болка, едноставно протезата мора да се адаптира, мора да се состружи онаму каде што предизвикува болка. Значи, тука е задолжителна контрола. Задолжително, да. Вообичаено, јас на моите пациенти, кога им предавам нови протези, им закажувам термин за 2 до 3 дена. Со напомена, да знаат... Релативно брзо. Со напомена да знаат каде ги боли, меѓутоа да не ги носат за време на тие 3 дена 24/7 што би се рекло, нели, односно 24 часа во тек на тие 3 дена и да дојдат со раничка. Затоа што ако веќе настаната раничка, тука имаме оток на ткивото, имаме болна сензација, кога ние правиме корекција, корекцијата може да биде несоодветна. Може да се одземе малку повеќе од акрилатот, од материјалот. Пациентот и да го допрете со прст ќе го боли, што значи тој нема да знае да каже дали корекцијата што сме ја направиле е соодветна или не е соодветна, дали е доволна или не. Што значи да, ќе ја носи и ќе дојде со, нели, одредена шема, они си кажуваат, прво тука ме боли, на долната вилица, па на горната таму ме боли, што значи дека секако контролни прегледи и корекции мора да се направат. И хигиената да се одржува. И хигиената да се одржува. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина корисни совети и препораки за нашите гледачи. Само уште еднаш да го напоминеме, да го нагласиме телефонскиот број на кој што можат да се јават пензионерите, кои што сакаат да направат бесплатен преглед, но и интервенции на стоматолошкиот факултет. И еве уште еднаш повик до нив да се јават уште во тек на идната недела, за да може да се започне со третмани, евентуално вадење на заби, пломбирање, парадонтолошки третмани, за од октомври веќе да биде нивната устна празнина подготвена, да можеме да ја работиме протетика. Значи 071-223-320 е телефонскиот број на стоматолошкиот факултет. Да, така е. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, ким се заблагодарам и на гледачите што беа дел од Телма амбуланта. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.